Во ова видео ќе се запознаеме со заокружување на двоцифрените броеви на цела десетка, а како алатка ќе ја користиме лентата со броеви до 100. Нашата училница. Како пример ќе ги земеме броевите од осмата десетка. Да се заокружи двоцифрен број на најблиската полна десетка, значи кај единиците да стои цифрата 0. На лентата со броеви да ги пронајдеме полните десетки кои се дадени во примерот. Тоа е 70 и 80. Да го заокружиме бројот 79 на најблиската полна десетка, значи кај единиците да ставиме цифра 0. Но која ќе биде десетката на која што ќе го заокружиме бројот 79? Бројот 79 се наоѓа меѓу десетките 70 и 80. На бројната лента ќе забележиме дека бројот 79 и бројот 80 се наоѓаат еден до друг. Тоа значи дека најблиската десетка, која е до бројот 79, е 80 и затоа 79 ќе го заокружиме на бројот 80. Истото можеме да го кажеме и за бројот 71. Бројот 71 се наоѓа веднаш до бројот 70, односно до полната десетка 70, и затоа 71 ќе го заокружиме на 70. Ако го погледнеме растојанието меѓу броевите 78 и 80, ќе видиме дека меѓу овие два броеви има само еден број, а меѓу броевите 78 и 70 имаме 7 броеви. Што значи? Бројот 78 е многу поблиску до полната десетка 80, отколку до полната десетка 70. Затоа 78 ќе го заокружиме на бројот 80. Истото ќе го направиме и со бројот 72. Бројот 72 се наоѓа многу поблиску до полната десетка 70, односно 70 и 72 ги дели само еден број, додека меѓу броевите 72 и 80 имаме 7 броеви. Бројот 72 е поблиску до полната десетка 70 и затоа ќе го заокружиме на 70. Бројот 77 се наоѓа многу поблиску до полната десетка 80 и затоа ќе го заокружиме на 80, а бројот 73 се наоѓа многу поблиску до полната десетка 70, отколку до 80, односно меѓу 73 и 70 имаме само два броја. Затоа 73 ќе го заокружиме на 70. Бројот 76 исто така поблиску се наоѓа до полната десетка 80, бидејќи меѓу 76 и 80 имаме само 3 броја, а додека меѓу 70 и 76 имаме 5 броеви, што значи 76 е поблиску до бројот 80 и ќе го заокружиме на 80. Бројот 74 се наоѓа многу поблиску до бројот 70, односно меѓу бројот 70 и 74 се наоѓаат само 3 броја, додека меѓу 74 и 80 се наоѓаат 5 броеви. Затоа, бројот 74 ќе го заокружиме на 70. Но што ќе се случи со бројот 75? Бројот 75 се наоѓа точно на средина помеѓу броевите 70 и 80. Како ќе го заокружиме бројот 75? Некои може ќе сакаат да го заокружат на 70, а некои можеби ќе посакаат да го заокружат на 80. За да не се случи секој да заокружува онака како што сака, во математиката постои правило кое што вели дека
Сите броеви што завршуваат на цифрата 5 се заокружуваат на следната поголема полна десетка, што значи 75 ќе се заокружи на полната десетка 80. Од тука можеме да го извлечеме правилото дека сите броеви кои завршуваат на цифрата 5, 6, 7, 8 и 9 се заокружуваат на следната поголема десетка. Додека сите броеви кои завршуваат на цифрите 4, 3, 2 и 1 се заокружуваат на претходната полна десетка. А сега со неколку примери да го повториме она што го научивме. Бројот 32 ќе го заокружиме на полната десетка 30, бидејќи според правилото сите броеви кои завршуваат на цифрата 4, 3, 2 и 1 се заокружуваат на помалата десетка. Бројот 58 ќе го заокружиме на 60, бидејќи според правилото броевите кои завршуваат на цифрите 5, 6, 7, 8 и 9 се заокружуваат на следната полна десетка. И уште еден пример, бројот 65 го заокружуваме на 70, затоа што го следи претходното правило, односно дека сите броеви кои завршуваат на 5, 6, 7, 8 и 9 се заокружуваат на следната поголема десетка.